Добар ден, почитувани, ова е магазинот за здравје, Телма амбуланта. Проширените вени се болест на современиот човек. Често се среќаваат и кај мажите и кај жените. Видливи се, може да бидат болни, но и опасни. Многу фактори ја зголемуваат шансата за нивна појава, но постојат и чекори што можат да се преземат за да се спречи влошувањето на болеста. Што помага за намалување на болките, отоците и грчевите на нозете. Ако проширените вени не се лекуваат на соодветен начин, кои се можните компликации? За третманите што се најефикасни кај проширените вени, денеска разговараме со примариус доктор Игор Костов, субспецијалист по васкуларна хирургија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Се гледаме набрзо во студиото со гостината. За проблемот со проширени вени денеска разговараме со примариус доктор Игор Костов, субспецијалист по васкуларна хирургија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Проширените вени се проблем на современиот човек. Па што значи некој да има проширени вени? Што се тоа проширени вени? Како прво голема благодарност на Телма телевизија што денес ме покани во студиото. Голема благодарност и на гледателите на Телма телевизија што еве денес се приклучија на програмата. Секако венската болест е дел од нашето секојдневие и се повеќе и повеќе луѓе се јавуваат во амбулантата за васкуларна хирургија поради тегоби поврзани со проширени вени. Причината за појавата на проширените вени во постоењето на болеста наречена хронична венска болест. Попуштањето на вените секако е малку покомплицирано, бидејќи доаѓа до попуштање на спојот меѓу длабоките и површните вени, а тоа резултира во појава на оние видливи вени, проширени варикозитети, што можеме да ги видиме кај се повеќе и повеќе луѓе во нашата амбуланта. Докторе, доколку има видливо проширување на површинските вени, дали значи дека проблемот е присутен и кај длабоките вени? Секојаш кога постои проширување на површните вени, нивната причина е во споевите меѓу длабоките и површните вени. Зголемувањето на притисокот на крвта во вените доаѓа заради попуштањето на тие споеви. Споевите нормално не функционираат на начин да пропуштаат крвта во вените, површните вени на ногата, но кај оваа болест доаѓа до пуштање на тие споеви и крвта се пренесува во површните вени, што доаѓа до зголемување на притисокот во крвта и појава на попуштените вени. Дали се секогаш со голо око видливи попуштените вени? Попуштените вени најчесто се видливи со око, но некоја знаат да бидат замаскирани. Кај мажи нормално поради јаката мускулатура и косматоста, додека кај жените заради кај покрупните особи знаат да бидат прекриени со масното ткиво. Така да многу често се видливи, но некогаш можат да бидат и поскриени. Така и да се забележат на преглед, предпоставува. Апсолутно. А кои се карактеристичните типични симптоми што ги дават проширените вени? Симптоматологијата за појавата на попуштените вени се гледа кај пациентите посебно во летните месеци. Но тоа не значи дека и во зимските месеци пациентите немаат симптоми. Најголем тешкиот симптом, она што пациентите го кажуваат, е отокот на нозете, кој се јавува поради зголемувањето на притисокот на крвта во ногата и излегување на течноста од крвните садови. Потоа, болката знае да биде појака, посебно навечер, посебно после еден напорен ден. Пациентите исто така се жалат на црвенило, кое е поприсутно во долниот дел на подколеницата, околу глуждовите. Со текот на траењето на болеста, доаѓа до појава на оние видливи варикозитети, кои знаат да чешаат, знаат да бидат болни, знаат да се воспалуваат, а на крајот доаѓа и до појава на ранички, најчесто на глуждовите, а покасно и на целата нога. Докторе, како изгледаат тие отоци на подколеницата? Се јавуваат ли на двете нозе или само на едната нога? Отоците на подколеницата најчесто се јавуваат на местото на попуштањето на вената. Ако човекот има попуштање на едната нога, најчесто попуштањето, отокот ќе биде на таа нога кај што постои тоа попуштање.
Отокот е секогаш поврзан со тежината на оштетувањето на спојот меѓу длабоките површните вени. Колку е спојот пооштетен, отокот ќе биде поголем. Исто така физичката активност е многу јака, битна, бидејќи луѓето што стојат повеќе, се оптеретени физички повеќе, тие нормално дека на крајот на денот ќе имаат поголем оток. Може да се јават проширени вени на двете нозе или почесто е само на едната нога? Проширени вени може да се јават и на двете нозе, но не секоја се причина оштетување на истата вена. Постојат повеќе спојави на длабоките површните вени, затоа и многу е битно васкуларниот хирург што ќе ве прегледа да открие за кое попуштање се работи, за да може да се знае поради што дојдува до тоа попуштање, а и до тие отоци на ногата. Споменавте дека има цела низа симптоми и дека, например, болката е поизразена во текот на ноќните часови. Дали со одморот и со одспивањето ќе пројдат овие симптоми, ќе се повлечат утрото? Најчесто доаѓа до ресетирање на системот во текот на ноќта, бидејќи човек во легната состојба доаѓа до враќање на крвта од периферната до централната циркулација, намалување на венскиот притисок и намалување на тегобите. Не секогаш е така, бидејќи ке по-комплицираните и потешките случаи доаѓа до застојување на крвта во вените и доаѓа до ноќни грчеви, посебно специфични кај луѓето што имаат поизразени вени. А каде се вуваат грчевите? Токму на местото каде што се јавило попуштањето? Најчесто грчевите се во листовите на подколеницата, во задната ложа на подколеницата, но секако и на местото каде што има најизразени попуштени вени. И тоа може да биде присутно во текот на целата ноќ? Тоа најчесто ги буди пациентите од спиење, се е доста неугодно. Причината за појавата е во ствари на своевидно труење на ткивото од таа застојена крв. Така да пациентите тоа го се манифестира како болка. Како болка. Да ги погледнеме најчестите ризик фактори кои што доведуваат до проширени вени и до слабост на венскиот систем на нозете, а тоа се генетската предиспозиција, хормонската нерамнотежа, дебелината, бременоста, возраста, полот, нездравите животни навики. Значи има една цела широка палета на ризик фактори, а јас би започела од последното, од нездравите животни навики. Докторе, вела дека, еве како што споменавте, дека стоењето е всушност главниот ризик фактор. Но дали прекумерното седење исто може да создаде проблем? Апсолутно. Главниот причина за појава на попуштените вени во ствари неактивноста на мускулната пумпа. Таа мускулна пумпа се наоѓа во задната ложа на подколеницата. Доколку таа венска пумпа не работи како што треба, тоаш крвта не се враќа назад во циркулацијата и заостанува. Тоа е посебно видливо кај пациенти што не се движат доволно, стојат, но исто така и претерано седат. Најдобро поминуваат изгледа пациентите што се ностоп во движење, бидејќи таа мускулна пумпа работи задоволително, има можност да префрли крвта од периферната во централната циркулација, а со тоа и да го намали притисокот во вените. Дали тоа значи дека има одредени професии кои што се поризични за создавање проширени вени во однос на други, доколку работните обврски барат постојано стоење или пак постојано седење? Апсолутно, професијата е еден ризик фактор. Одредени професии каде што пациентите, луѓето, се изложени на подолго трајно стоење, се поизразени со ова заболување со проширени вени. Секогаш и пациентите кај кои има подолго трајно седење, заради неупотребата на таа мускулна пумпа, имат се повеќе и повеќе проблеми и поголема можност да развијат вакво заболување. Јас од режија ќе замолам на видеозидот да го погледнеме телопот на кој што се наведени главните ризик фактори поврзани со појавата на проширените вени, значи нездравите животни навики сега ги анализираме. Тука е и пушењето, но и начинот на исхрана, предпоставувам, кој што може да доведе и до дебелина. Тоа е исто така еден од ризик факторите што ги наведуваме на нашата листа. Ризик факторите за појава на попуштените вени прво е полот. Поизразено е кај женскиот пол. Второ Зошто кај женскиот пол има појаснување? Женскиот пол затоа што мускулната пумпа е исто така
помослабо развиена кај женскиот пол. Исто така, женскиот пол поради бременоста, како ризик фактор, е поизразена, поголема можност постои да дојде до попуштање на вените. Така да 40% на жените во текот на својот живот ќе имат попуштени вени, а процентот се зголемува кај пациентките што имат веќе бременост. Со втората бременост веќе се зголемува тој процент, а понатамошните бременности само ја влошуваат состојбата. Така, кога зборуваме за хормонската неравнотежа, дали кај жените во менопауза ќе се зголеми ризикот од создавање на проширени вени? Оно што е карактеристично за хормонската неравнотежа е тоа што доаѓа до задршка на течноста. Задршканата на течност секојаш се јавува на местото што гравитацијски е најниско. Доаѓа до спуштање на течноста во најдолниот дел на телото, а тоа се нозете. Мускулната пумпа со текот на годините не е толку јака за таа течност да ја врати во телото, така да таа течност се насобира во венскиот зид и ги оптеретува вените. Како што спомнав претходно, тоа се вика зголемен венски притисок. Так. А зголемен венски притисок доаѓа до појава на тие попуштени вени. Докторе, жените што имаат попуштени вени, проширени вени, ќе имаат ли проблем доколку одлучат да забременат, бидејќи бременоста е сама по себе ризик фактор? Секако, жените што имаат веќе попуштени вени пред бременоста, постои огромен ризик во текот на бременоста истите да се зголемат, но и секако да дојде до компликација за време на бременоста. Затоа е многу битно да се јават со време на лекар кој ќе им препорача одредена терапевска структура која ќе им помогне за време на бременоста да не дојде до појава на компликации. Една од наједноставните помагала за жените кои се во бременост да не дојде до појава на компликации се еластичните компресивни чорапи и медикаментите. Исто така и физичката активност за време на бременоста со јакнењето на венската пумпа е многу битна кај жените да полесно ја поминат таа бременоста, а поготово ако имаат попуштени вени. А доколку се јавиле за време на бременоста попуштени вени, после породувањето постојат ли шанси да се нормализираат зидовите на овие крвни садови? Причината за појава на попуштени вени за време на бременоста е притисокот на бебето кој го прави на длабоките вени. Доколку тој притисок е доста голем, доаѓа до попуштање на спојот меѓу длабоките и површните вени, а тоа се манифестира со попуштени вени. И тоа ќе биде трајно нарушување? Тоа може да не е трајно, затоа е многу битно да се носи еластична компресивна чорапа за време на бременоста, а после бременоста, неколку месеци, со враќање на состојбата, намалување на притисокот, може да се врати состојбата, како што била претходно. Но за тоа треба упорно и долготрајно носење на еластичните компресивни чорапи, добра физичка активност, внимание на телесната тежина и навремено враќање на секојдневните активности после бременоста. Претпоставам дека докажана генетската поврзаност, бидејќи во одредени семејства родителите имаат попуштени вени, потоа нивните деца имаат попуштени вени. Секако, генетската предиспозиција е една од најголемите ризик фактори и кај женскиот и кај машкиот пол. Родителите, доколку имаат попуштени вени, пренесуваат ген на слабост на венскиот зид и на своите деца. Слабоста на венскиот зид е во ствари слабоста на тие еластицитетот на венскиот зид кој не допушта тие вени да се враќат во првобитната состојба во периоди на зголемување на венскиот притисок. Така да они се доста предиспонирани да развијат венска инсуфициенција. Исто така, кај некои пациенти постои генетска предиспозиција на слабост, недостаток на тие валвули, граничници во вената, и тие пациенти секако имаат поголема можност да развијат вакви вени заради недостаток во зидот на вената. Доколку не се третира навремено проширувањето на вената, дали може да доведе до сериозни компликации? Апсолутно. Бидејќи самите вени, како вени, се доста организмот на човекот е приспособлив. Можда кај некои пациенти и не задават одредени проблеми.
Некои луѓе сосема добро живеат со своите попуштени вени, не ги третираат и не им задават одредени проблеми. Но постојат одреден број на пациенти кај кои доаѓаат до појава на компликации. Баш и задачата на лекарот кој се занимава со ова проблематика со попуштени вени е да го забележи моментот кога овие пациенти може да развијат одредена компликација, а и да предложи на пациентите што они би требало да направат за да спречат појава на компликации и да спречат компликација штетна за нивното здравје. Како што тромбозата, например? Апсолутно. Појавата на тромбофлебитот, тоа е воспалението на површните вени, е една од потешките компликации кај пациентите со проширени вени. Се јавува заради застојување на крвта во вената, таа не се движи, а чим не се движи крвта во вената, се доаѓа до појава на тромб. Тромбот ја запушува вената и доведува до нејзино воспаление. Тоа воспаление се манифестира со тврдина, црвенило, болка и оток. Лесно е забележливо и пациентите во тој момент најчесто барат помош од својот лекар. Така, ќе ги вклучиме, доктори, гледачите од овој момент да може да се јават на телефонот на телевизија Тилма, што е испишан на екранот, и да постават прашање поврзано со темата на која што говориме, а тоа се проширените вени, кои што се исклучително чест проблем. Кога ќе дојде пациент со забележителни промени на нозете, каков преглед правите? Диагностиката е многу битна за пациентите со проширени вени. Идеално е лекарот што и работи проширени вени, ги третира, да не знае да направи добра диагностика, бидејќи он со тоа може да му помогне на пациентот и во диагнозата, но сепак и одлучување како третман ќе биде преземен. Колодопласонографијата е универзална алатка за диагностика на венските заболувања. Исто така тоа е златен стандард во диагностиката на венските заболувања. И се смета дека секој лекар што се занимава со попуштени вени треба добро да владее со колодопласонографија, бидејќи тоа е неинвазивна метода, ефтина и исто така овозможува правовремено и целосно диагностицирање без потреба од дополнителни инвестигации. Докторе, кога некој ќе добие диагноза проширени вени, нормално да си го постави прашањето дали тоа ќе влие на работоспособноста или пак на животниот квалитет, па што им одговарате во тие моменти? Како изгледа сето на почеток на болеста? Пациентите кои ќе дојдат, они знаат дека имаат проблем. Сакат нивниот проблем да се реши. Така. Нормално никој од нас не сака да се веднаш да се преземат некои агресивни методи. Така да обично кај пациентите што ќе дојде прво презема медикаментозно лекување, третман со компресивни еластични чорапи, па доколку видиме дека овој начин на лекување не оди како што треба, тогаш на пациентите и предложуваме и малку поинвазивен третман. А поинвазивниот третман значи интервенција на тие површни вени. Така, ќе проговориме детално за тоа, само да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, до докторот. Ви би сакала да поставам едно прашање. Така. Се работи за мојата керкичка, има 14 години само. И од десната подколеница, зад коленото, веќе има две проширени вени, набрекнати поприлично и странично уште една мала. Дали треба да се третира, иако е околку мала, може некако соодветно да се повлеча, нешто да консумира, да не се продлабоча, да не излезат нови и така. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Постоењето на проширените вени во помлада возраст е најчесто предизвикано заради генетска предиспозиција за појава на попуштени вени. Идеално е пациентката која се раѓа на 14 години да дојде во амбулантата за васкуларна хирургија, каде што ќе биде прегледана, ќе се установи за која вена се работи и ќе се даде одредена терапија која треба да ја пие, а исто така и компресивни чорапи со степен на компресија кој ќе биде
одговара за незината возраст и исто така одговара на степенот заболување. Обично интервенциите кај попуштени вени не се прават по помлада возраст, се чекат негде 17-18 години, доколку не задават преголеми проблеми, а потоа се изведуваат тие интервенции. Така да најдобро е пациентката, тоест мајката заедно со пациентката, да дојдат во мојата ординација, каде што ќе можеме да видиме за што се работи, а и секако да разговараме околу третманот на заболувањето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Би сакала да поставам едно прашање. Се работи за внуче 4 години и 3 месеци. Значи, тоа е родено со венска малформација. Носено е како мало снимање направено, сите снимања се направени, кажаа дека за сега само доплер да се прави и со правење на доплерот може да се види до каде како е ситуацијата. Кога ќе се направи промена на времето за ладување или доколку е болен во случај на некои заболувања, отпосле се јавува набрекнување, значи кај него е потемнато целата десна страна, целото ноџе, под коленицата има како топка, а пред коленицата една колку џамлија, дури малото прсте, палчето до малото и средното прсте на десното ноџе му се целите потемнети. Она сина боја, која ќе го доприши меко е стапалото, криви, клецнува на едното ноџе. Би сакал еден совет, доколку може докторот да ни каже, викат, се уште е мало, не можеме ништо. Сме го носели на детска клиника, кај докторката Александра на хематологија ни кажа, доколку се јави, значи, оток, тврднување на вените со клексани да пробаме, не сме го направиле се уште тоа, меѓутоа сме загрижени сите. Јас сум баба, мислам, што ги поставувам прашањата. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, можете ли да дадете некаков совет со оглед на тоа дека се работи за мало дете? Кај детето најверојатно се работи за вродена артериовенска малформација. Многу е добро кај пациентот да се направи колодоплер, за да се види дали се работи за високо или ниско фреквентна артериовенска малформација. Овие артериовенски малформации кои се јавуваат во рана возраст и најчесто после пораѓајот, до пубертетот сами се повлекуваат. Но знае да дојде до нивно задржување. Во млада возраст не се препорачува хируршки третман на овие малформации. Постојат посебни центри кои се занимаваат со овие малформации, но не и во нашата држава. Сепак е поспецифична работа која бара мултифакторијално лекување. Многу е битно да се направи дијагноза и да не се брза со било какви хируршки третмани додека е детето во помлад возраст. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Горе на линија. Да го прашам докторот се на прашање? Така, секако го очекуваме прашањето, само следите го разговорот преку слушалката. Мислам дека тоа е проблемот во флуентноста на нашата комуникација. Ставите за операција, отржена болница за операција на вено. Јас ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката и го очекуваме вашето прашање. Да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Дали имаме уште еден гледач на линија? Има, еве добивам знак дека има. Се надевам дека тој успешно ќе се вклучи. А гледачот кој што беше пред малку на линија, нека се јави повторно, ќе му објаснат во режија на каков начин треба да се јави во програма, значи треба да го намали тонот на телевизорот. Еве уште една шанса за гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте? Во програма, слушај, Да, едно ве слушаме. прашање. Така, Ја имам тромбоза. така. И ова проблеми немам. Реки го ова на десната нога кај гуздот имам некои ранечки се јавија. Добро. Иначе ова ја пијам за тромбоза, ова 2,5, ова до 3
се движи, реки го, лекот. Односно тоа тромбоза што пием. Добро, значи земате лек за тромбоза, веќе Да. имате и раничка на глуждот, претпоставувам прашањето што може да се преземе во вашиот случај. Ви благодарам за вклучувањето, докторе, што би советувале? Многу е битно пациентот да се јави во амбулантата за васкуларна хирургија, кај ќе биде направен колодоплер, да се установи дали се работи за тромбоза на длабокото венско стебло или се работи за тромбоза на површното венско Значи стебло. не е сеедно. Апсолутно. Тегобите што се поврзани со тромбоза на површното венско стебло се решаваат хируршки или интервентно, додека проблемите што се јавуваат ради флеботромбоза, тромбоза на длабокото венско стебло, најчесто се решаваат со помош на медикаменти. Но тоа не е исклучиво. Пациентот е најдобро да оди во амбулантата на васкуларна хирургија, каде што ќе му биде даден совет како може да се лечи неговото заболување. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледаш откочени. Така? Ало? Да, ве слушаме, повелете. Пеам на телевизија, да, добро можеме. Гледаш откочени. Јас сум 76 годишен човек, Така? што имам на левата нога многу попуштени вени од колено. А за тромбоза пием Citrone 4 по шема. Имам проблем со срцето малку, не е малку него повеќе, тоа е брадикардија беше пред 30 години. И сега веќе години како пријаѓат, се повеќе се шират вените. Лекарката у Кочини ми вика, кога го одмарам, соберат се вените, ноќе, вечер, или дигнам ги носите на кауча на страната, соберат се. Штом пешачам 50 метра, одма да се спушат. Па сакам од докторот нешто да чуем ако можам. Така, што би можело да биде решение за проблемот? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, ова е чест проблем кој некои што имаат проширени вени, кога се движат да се појачуваат, да се испакнуваат, а навечер да се Еден од собираат. Но и најголемите проблемите со срцето поврзани ли се, ако се проширени вените на Еден нозете? од најголемите проблеми во венската хирургија е кај пациентите што имаат повеќе заболувања, повеќе коморбидитети. Така да кај овие пациенти не постои исклучивост во третманот. Треба да се гледаат сите заболувања кои пациентот ги има. Секако со појавата на мини-инвазивните процедури, кои не бараат хируршка интервенција, него вбризгување на одредени средства во вената за да се исклучи од циркулацијата, овозможуваат и овие пациенти во понапредната возраст и со коморбидитети да се лекуваат и се третираат. Посебно тоа ќе го споменам, цијанокрилатот, кој овозможува со вбризгување на тоа средство во вената таа да се исклучи од циркулацијата. Тоа е медицински лепак. Тоа е медицинскиот лепак. Така, да појасниме, значи, со интервенциите може да се исклучи целосно вената од циркулација, а за да се отстрани, во тој случај е потребна хирургија, така? Отстранувањето е за хирургија, но сепак е резервирано за пациенти во помлада возраст и пациенти што немаат коморбидитети. Додека мини-инвазивните методи, термичките и нетермичките, сепак за пациенти кои Имаат некаков друг здравствен проблем. друг здравствен Да проблем. речеме покачен крвен притисок, диабетес, Диабет, срцево заболување, онколошки пациенти. онколошки пациенти, кај нив може да се преземат овие интервенции кои се најчесто нетермички, што го спомнавме лепакот за вени. А ласерската интервенција каква е таа? Ласерската интервенција е термичка процедура. Добра. Заедно со радиофреквентната аблација се методи кои се единствено препорачани од релевантните здруженија на васкуларни хирурзи и флеболози. Јас веќе повеќе од година дена работам со термичките процедури, радиофреквентната аблација, така да во последната година дена веќе и овие хируршки процедури ги правиме се поретко и поретко. Пациентите кои задоволуваат, имаат добра направена диагностика и се кандидати за овие термички процедури, ги работиме со радиофреквентната аблација, која е многу добро прифатена од пациентите, бидејќи се работи за еднодневна хирургија. Пациентите брзо се раздвижуваат, брзо се враќаат на работното место и потребата за носење на еластични компресивни чорапи е многу мала. Се работи за можда 2 недели.
Овие пациенти генерално се многу задоволни, бидејќи не постојат резови или се минимални и се брзо се развижуваат. Така да кај сите пациенти можам да препорачам радиофреквентната аблација како третман на ова заболување на попуштените вени. Значи, на овој начин се исклучува вената исклучува од вената. циркулацијата. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме, потоа ќе продолжам со прашањата што се предвидени за денеска. Добар ден, Добар ден. повелете. Јас сум оперирана од срце, валвулите. Меѓутоа, пролетоска некаде ми се јави на левата нога испакната вена цела како гроз. И на левата нога капилари испукани и ме боли. Мислам, ме болеше, меѓутоа не ми правеше проблем, некоја само болка. Сега пред месец и пол-два почна да ми отекуваат нозете, особено од десната нога. И кога бев на лекар ми рекоа дека треба да носам чорапа таква. Компресивна, добро. Чорапата не можев да најдам до коленица, туку најдов повисоки и тие ги враќав назад, високо што е. Меѓутоа, долниот дел ми беше како подобар, пошто само на едната нога го носам, а горниот дел, над коленицата, толку многу ми отече, што не можам да ви опишам. Додека ги носите чорапите, ви се јавува на тој оток, ако ве разбрам добро. Да, ама во горниот дел повеќе, долниот, под коленицата како да е слична на другава и другата нога ми е, имам оток, меѓутоа не толку изразен. како. Така, добро. И големи болки имам. Па, предпоставувам прашањето што може да направите за да го решите проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. На пациентката и препорачувам да се јави во амбулантата за флебологија, за васкуларна хирургија, каде ќе се утврди за какво попуштање постои. Според наодот на колодоплерсонографијата, ќе се види за каков тип на чорапа компресивна треба да пациентка Значи, да не е носи. седно и каква чорапа ќе се земе, Апсолутно. така? Има различни со различен притисок? Различен степен на компресија и различна висина. Не сите пациенти Значи, треба да не носат може да се земе униформно. некоја чорапа која што е висока па да се привитка? Никако. Никако? Тоа е дури штетно. Кај пациентка што постои попуштање на површната вена во предел на инвинумот на препоната, Добро. е штетно да се стави чорапа која е компресира до колено, бидејќи во тој случај главното место на попуштање, што е на надколеницата, ќе направи уште поголем проблем. Така да е многу битно да се направи добар колодоплер инвестигација, да се види какво попуштање се работи и според тоа да се даде специфичен тип на чорапа. Исто така, кај пациенти кои имаат повеќе болести, намалување на артериската циркулација, треба да се пази кој степен на компресија ќе се даде. Затоа е многу битно пациентката да се јави во амбулантата за васкуларна хирургија, каде ќе се направи колодоплер и ќе се каже за каква чорапа пациентите треба да И носат. токму таква чорапа да се земе, Апсолутно. да не се прават импровизации. А кога се работи за болки, докторе, можеме да прочитаме на интернет, па и во аптеките има најразлични гелови, масти, капки, кои што ветуваат добри резултати. Може ли да се аплицираат на локално, на кожата и тоа да биде патот кон оздравувањето или пак решавањето на несаканите симптоми? Јас не сум поборник на употребата на масти, мевлеми, течности, кои помагаат наводно за заболувањето на вените, бидејќи нивната помош е најчесто во тоа што ладат. Не помагаат, него помагаат на тегобите кои пациентите моментално ги имаат. Исто така прават една хидратација на кожата, која кај пациентите со попуштени вени најчесто е сува и испукана. Но може да напрати компликации доколку подолго време се користат, а најповеќе да алергизираат кожата, која после ги комплицира сите работи. За разлика од тоа, медикаментите кои се дават на база на диосминот се општо прифатени дека помагаат. Тие се земат преку уста како апче? Преку уста. Поготово се прифатени и од реномирани здружења на флеболози во светот.
Значи диосминот е лек кој го препорачувам пациентите да го зимат, поготово. Како делува? Тој делува така што го стега. Го намалува проширувањето го на стега вените? зидот на вената, го намалува нивниот обим, Добро. но исто така делува антивоспалително. Со тоа што го намалува можноста за излегување на течноста од вената по подкожното ткиво, кое понатаму прави воспаление. Така да диосминот е одличен лек кој пациентите со венски заболувања треба да го земат заради подобрување на нивната состојба. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јавуваме се од Пробиштица. Така. Имам проблем, доктора, јас со нозете, имам отоци на нозете. Дури целата отичам. И рацете, и тука, нели, гради, целата отечам. Имате видливи проширени вени на нозете или немате? Видливи немам, не. Немате. Ако нешто внатрешно. Но имате отоци. Ви благодарам за вклучувањето. Отоците, докторе, од какви се причини може да бидат? Појавата на отоци може да биде мултифакторијална. Так. Значи може да има милион болести што доведуваат до појава на отоци. Доколку се работи за генерализирани отоци на целото тело, причината најчесто во системска. Значи не се работи за попуштање на вените, него се работи за некоја дали хормонална, дали системска болест која треба да сепак да се утврди прво со посетата на матичниот лекар, па потоа интернистичката амбуланта, а на крај и хируршката амбуланта доколку има потреба, мада се сомневам дека кај пациентката се работи за такво заболување кое бара хирург во случајот. Ќе вклучиме уште еден гледач, тоа ќе биде воедно последното вклучување од гледач во денешната емисија, за да имаме време да разјасниме уште некои работи. Добар ден за гледачот. Добар ден. Повелете. Имам 76 години. Така. Проширени вени имам од првиот пороѓај, значи од 45 години. Така. И правев, бидејќи попуштена вената ми беше од ципата до долу. После неколку години правев склерозација. Меѓутоа, други се проширија вени, не престана проширувањето. Аспирини ми дадоја да пијам, носев и чорапи, после тоа почнав да пијам флевабен, меѓутоа, во последно време се плашам. Вениве ми се површинските, со Доплер докажам дека површинските внатрешните вени не ми се попуштени. Меѓутоа, јас имам други коморбидитети. Изваен бубрек имам од карцином, 5-6 години, меѓутоа без метастази, без никакво зрачење, без хемотерапија. Имам и крвен притисок покачен. И Предпоставам дека во вашиот случај малку покомплексно е решавањето на проблемот. Ви благодарам за вклучувањето и докторот што би советувал по една ваква. За овие ваква пациенти состојба. е многу добра процедура, интервенција, ставањето на тоа средство цијанокрилатот, попознатиот лепакот за вени, кој е особито препорачан кај пациенти кои имаат коморбидитети, кај кои сака да се избегне влијанието на анестезијата, влијанието на компресивните чорапи на телото. Така да пациентката треба да дојде во амбулантата за васкуларна хирургија, каде што ќе се види дали она кандидат за ставање на цијанокрилат. Како се става тој венски лепак? Низ влез во вената. Значи влегувате во вената преку рез, за тоа не е потребна анестезија? Не. Добро. Најчесто под коленото. Добро. Се става лепакот до местото каде што е попуштена вената. И потоа се вбризгува лепакот и тој делува така што ја залепува вената. Се работи за интервенција која трае околу половина сат. После интервенцијата пациентите веднаш се движат. Веднаш се на нозе. Веднаш се на нозе и ја препорачувам посебно кај пациенти кои се кандидати заради одредени коморбидитети кои ги имаат, не се за класични процедури. Каква е ефикасност од оваа процедура? Колку време трае тој лепак за вени?
Треба ли да се повторува по известно време процедурата? Не, бидејќи таа процедура веќе се изведува повеќе години, огромен број на пациенти се веќе работени во светот, кај нас е можда таа нова процедура, но сепак има голема иднина, бидејќи сепак се работи една мини-инвазивна метода која тек треба да се докаже нејзината вредност кај нас, иако во светот е веќе многу потребувана. Од што зависи дали ќе советувате некој пациент цел живот да носи компресивни чорапи? Може цел живот да носи компресивни чорапи? Апсолутно. Или ќе му направите некаква интервенција минимално инвазивна, да речеме? Све зависи со од лазер пациентот. или медицински лепак. Или пак и од една операција? Апсолутно. Секој пациент е различен. На некои пациенти стварно имаат попуштени вени, но истите не му сметаат. Убаво си живее со нив. Кај тие пациенти може да се препорача да се носат еластични компресивни чорапи и да го живеат животот како што најбо им сакаат. Секако, васкуларниот хирург ќе препорача на пациентите дека постојат и други методи за лекување. А другите методи се термичките процедури, како што е радиофреквентната аблација, хируршките методи, вадењето на вената, или нехируршките методи и нетермичките методи, како што е цијанокрилатот. Зависи од пациентот, во разговор со лекарот, он ќе се одлучи за која процедура е заинтересиран. Според тоа како него му одговара и како смета дека за неговото здравје е најдобро. Не постои исклучивост за одредена процедура, него постои исклучивост од состојбата на пациентот и неговата желба со каква процедура сака да се лекува. Така, но откако ќе се направи оваа процедура на една вена, која е веројатноста проблемот да се повтори и со другите вени, односно се прошират и останатите вени на ногата, како што веќе спомена гледачката, дека се проширени повеќето вени? Треба да се види на кое место е попуштена вената, на кој спој меѓу длабоките површните вени е попуштањето. Исто така попуштањето не може да биде на споевите, него може да биде последица на рефлукс од крлицата. Така да после колодоплесонографијата ќе се види за какво попуштање се работи и ќе се препорача која е процедура што најповеќе одговара за пациентот. Бидејќи состојбата на пациентот не може да биде универзална. Него се работи за различни попуштања. Тоа истото одговорот на прашањето дали може друга вена да попушти. Бидејќи постојат повеќе споеви, после извршената интервенција на една вена може да дојде попуштање на друга вена. Во тој случај треба се третира накнадно и таа другата вена. Така да не завршува проблемот со третирањето на едната вена. Има ли шанси откако ќе се направат овие интервенции да се развие тромб поради интервенцијата? Апсолутно. И покрај најдобрата... се работи нели за венски систем, крвни садови, тука постои стравување. И покрај најдобрата техника, која може еден васкуларен хирург и флеболог да има, не постои шанса вие апсолутно да тврдите дека нема да се појави тромб. Тоа е состојба на организмот, која се јавува поради милион причини. И вие тоа не можете да го спречите. Пак кажувам, и покрај најдобрата техника на хирургот, флебологот, појавата на тромбоза е, за жал, може да биде, да може да се појави. Докторе, што значат проширените вени за некој со афинитет да спортува или пак со желба за долги патувања? Знаеме дека авионските летови понекогаш може да бидат ризични. Да, мене ми е најголемо задоволство што, еве, мислам дека едно 4000 пациенти имам оперирано во мојата кариера, дека кажуваат пациентите кои веќе се оперирани или третирани со овие нехируршки методи, дека после интервенцијата трчат маратон или продолжуваат со физички активности, играат кошарка, фудбал и сосема добро се снаоѓаат и дури нивниот живот е подобрен после интервенцијата на варикозните вени. Така да спортувањето е пожелно после интервенцијата, а секако и нормалната физичка активност продолжува после интервенцијата на варикозните вени. Што е со оние што имат професија која што вклучува предолго стоење или пак прекумерно седење? Што советувате за да се спречи развојот на проширените вени? Има ли некаков рецепт? Еластичната компресивна чорапа. Добра.
е универзално помагало која помага кај пациентите да не развијат пропуштени вени. Медикаментите од типот на диосминот исто така помагаат. Она што можат најповеќе пациенти да си помогнат сами на себе е да се грижат за таа венска пумпа. Мускулатурата да не ја забораваат, да вежбаат, Добра. да одржуваат добра телесна тежина и хигиено-диететски режим кој ќе спречи до појава на обезност која е непријател на вашите вени. Така да грижата за здравјето е една цивилизацијска придобивка која спречува да се појават попуштени вени. Значи превенцијата е клучна. Апсолутно. А доколку генетскиот фактор е доминантен, во тој случај може ли нешто да се преземе? Во Или тој само случај, да се лекува и во тој да се спречи случај, прогресија? по посетата на вашиот терапевт, васкуларниот хирург или флебологот, ќе се види што е најдобро за пациентот. Доколку постои генетска предиспозиција, дали тоа ќе бидат медикаменти, дали ќе биде компресивна чорапа, но исто така кој степен на компресивна чорапа во сооднос на наодот на колонопласонографијата. И сосема накратко на што да внимаваат уште оние лица што имаат проширени вени? Да речеме, да избегнуваат ли топли бањи, можат ли да ги посетуваат, што е со масажите? Пациентите што имаат попуштени вени би требало да избегнуваат топлина, Добра. би требало да избегнуваат посета на топли бањи и би требало да избегнуваат можност за повреди, траума, кој што е најчесто при тие масажи. Така да не препорачувам посета на бања, посета на терапевт кој прави мануелна масажа и излегување на топло, сунчање, поготово во оние топли летни месеци кај пациентите со попуштени вени. Така, докторе, кога ќе дојдат пациенти во амбулантата за васкуларна хирургија и ќе им предложите дека треба да се направи некаква интервенција, чувствуваат ли страв, се плашат ли или се веќе охрабрени, читаат, знаат кои се ризиците? Има ли некој што вели не, јас сепак ќе си носам компресивни чорапи? Верувајте дека денес пациентите кои ќе дојдат во амбулантата за васкуларна хирургија најчесто прочитале толку многу што они веднаш знаат што треба да се прави. Некојаш можеби ги подценуваме нашите пациенти, бидејќи сепак се работи за нивното здравје, но со расположивоста на интернетот и секојдневните податоци што пациентите преку социјалните мрежи ги добиваат, они веќе знаат кога ќе дојдат во вашата амбуланта кои сте вие, што работите и како најдобро може да го лечите нивното здравје. И тоа многу ме радува, бидејќи доаѓаме со пациенти кои се веќе упатени со проблематиката и веќе свесни за можностите кои се нудат за третман на нивниот проблем. Многу се поретко имаме пациенти кои доаѓаат и не знаат за што се работи. Неспремни. Ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Благодарам на вас. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за здравје Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте и ви посакувам пријатен ден.